Многу убаво, да. Убав вовед за нашиот седен разговор со Александра Иванова од општина Велес. Добро утро, Александра, добро ни дојде. Добро утро, Искра, добро ве најдов. Без проблеми пристигна се надева. Ова што го видовме, така, просто мами кани. Прво сакам да те прашам, со оглед на тоа што имаме доста гледачи од Велес, како ни се велешани? Добри се? Одлични, се подготвуваме, навистина се чувствува веќе празничната магија во воздухот, сите сме насмејани, среќни, задоволни. Одлично, пред некој ден се јави еден гледач и рече, бидејќи обично си критикуваме ние во нашите емисии, но тој се рече, јас морам сега, вика, да го пофалам и градоначалникот и вработените во општината, затоа што, вика, Велес изгледа е украсен, накитен како од бајка. Точно така, да, навистина се потрудивме, уште од минатата година, оваа година го надополнивме сето тоа и повелете, дојдете да видите дека навистина Велес ни е прекрасна новогодишна бајка. Главниот повод поради кој што си овде, Александра, ова утро е да го најавиме Винтерфест, кој што ќе се одржи оваа година по втор пат. Имаме материјали од минатата година, па да си се подсетиме, тебе ќе ти интересно се вака последна година да се подсетиш, па ти ќе ни кажеш како беше организирано минатата година, што се имаш. Ако може да ги погледнеме сликите. Така? Да. Започнавме минатата година за прв пат со ваков вид на манифестација во Велес, исто во Младинскиот парк, еве ова е тоа што го гледаме. Лани имавме само локални диџеи, локални изведувачи. Сакавме малку да се фокусираме на нашите, на локалните домашни изведувачи. Навистина помина прекрасно, беше одлично прифатено од велешани и од сите намерници кои што дојдоа од другите градови од Македонија. Насекаде се разлеваше мирисот на грено, вино, ракија, на убава храна, на децата беа среќни, задоволни, се дружеа, еве како што можете да видите со нашиот Снешко, кој што беше вистинска атракција, не само за најмалите, туку и за возрастните. Секако го имавме и Дедо Мраз, кој што дојде да ги израдува дечињата. Навистина поминавме лани 4 дена во прекрасно дружење и според она што го слушнавме од сите кои што дојдоа, дека Велес одамна не почувствувал таква новогодишна магија, таква убава празнична атмосфера, поради што целта беше оправдана и тоа што ни студеше, на крајот се исплатеше. Исто имавме и базар на ракотворби, кој што исто за прв пат се случуваше во текот на овој новогодишен настан, така што сите ја остварија целта и едноставно не беше опција годинава да не продолжиме во уште посилно темпо. Штом се повторува, очигледно дека сите биле задоволни. Сега оваа година што се планира? Така, оваа година прво го зголемуваме времетраењето, односно лани 4, годинава 6 дена. Започнува кога? Сега оваа среда на 25 декември и трае до понеделник 30 декември. Повторно имаме богата програма за сите генерации. Нормално малите мора да ни се најзастапени, така всушност и го отвараме овој годишен Велес Имаме и Винтерфест. програмите, така додека говориш, може слободно додат во позадина тие. Со што се отвара? Почнуваме во среда во 16:30 со мечето Теди, кој што ќе ги анимира, ќе ги забавува најмалите, ќе играат игри, ќе се дружат и навистина со тоа ќе означиме еден убав почеток на овогодишниот Винтерфест. Потоа го имаме нашиот велешенец диџеј Попај и вечерта ја завршуваме со диџеј Шорти Пи. Предвидено е да трае од 16:30 часот до 23 часот. Во четврток започнуваме повторно со програма за најмалите, односно ќе цртаме на лице. Сите оние кои што ќе дојдат таму. Тоа се тие маскоти, видов јас негде дека пишува маскоти, тоа е тоа. Така да, ќе има и маскоти, да, ќе ги цртаме на лице, односно ќе имаме многу принцези и суперхерои сигурно кои што ќе ни се шетаат низ Младинскиот парк. Потоа го имаме диџеј Бабура Джуниор и вечерта ја завршуваме со The Solution бендот од Куманово. Во петок ќе не пречекаат најмалите балерини од балетското студио Анабела од Велес, кои што секогаш каде и да одат навистина внесуваат атракција и радост и убава енергија со нивните танци. Потоа го имаме диџеј Огипсилон и вечерта ја завршуваме со Јоко Таневски, каде што верувам дека супер ќе се расположиме и ќе си поминеме едно прекрасно време сите заедно.
Сабота да го искористиме викендот, програмата ја започнуваме порано, односно во 12 часот, кога ќе не пречекаат ангелските гласови на детскиот хор Свети Кирил и Методи од Велес со нивната подготвена празнична програма под диригентската палка на Веселинка Маџарова. Потоа ни следи дружење со елфовите на Дедо Мраз. Тука нема да откриам детали, само можам да кажам дека ќе биде вистинска атракција, не само за малите, туку и за возрастните. Повелете во 13:30 часот да видите за што станува збор. Попладнето продолжуваме со мечето Теди, повторно ќе ни дојде да ги забавува најмалите. И тука веќе почнуваме со официјалната музичка програма, каде што ни доаѓа диџеј дуото Његовски од Белград. И вечерта ја завршуваме со една убава рок забава со нашата рок звезда Дани Димитровска. Во неделата повторно имаме и денска програма, односно театар Патувалка, ќе ни го каже лекот за Дедо Мраз. Во 13 часот, она што верувам дека секој детенце го очекува, ќе пристигне Дедо Мраз со своите помошници на еден интересен начин, ќе ги забавува и секако ќе видиме, ако биле умни, можеби ќе си добијат и подароци. Програмата во недела продолжува попладнето со диџеј Нести и вечерта не забавува Дарко Гроздановски. И последниот ден, односно понеделникот, повторно попладнето, ни велешкиот бенд The Bluesmates не забавува. Потоа ни доаѓа диџеј Iris Scratch и програмата за овогодишниот Winterfest ја завршуваме со бендот The Hounds, кој што веќе бил во Велес, гостувал пред неколку години, навистина направи одлична атмосфера и велешани ги сакаат. Освен ова, колку што разбрав, ќе има и базар цело време, така, што се ќе им понуди тој на минувачите, на посетителите? Така, секако ќе има базар на ракотворби, каде што велешките вредни раце ќе можат да се представат со своите празнични ракотворби, меѓутоа и со се оно кој што нивните вредни раце го изработиле во изминатиот период. Оваа година вистина интересот беше огромен. Имаме 20 ракотворци кои што се пријавени да учествуваат, така што верувам дека секој еден кој што ќе дојде таму ќе може да си најде подарок за најблиските или за сам себе, доколку се уште не сте купиле подароци за Нова година, повелете, вистинското место е Велес Младински парк на новогодишниот базар да го одберете вашиот подарок. Александра, иако да речеме овој Winterfest конкретно втор пат се организира, но Велес сепак има долга традиција и големо искуство со организирање на масовни настани. Кои се, да речеме сега, оние совети што би им ги дале со оглед на тоа што и на другите настани ви доаѓаат не само велешани, доаѓаат и другите градови. Оние основни упатства во случај некој да реши викендов еве да дојде за Велес. Почнувајќи од паркингот, потоа сместувањето. Со какви капацитети располагате, да речеме? Прво би апелирала до моите велешани во текот на овие денови автомобилите да ги остават дома, затоа што навистина се ни е толку блиску да можеме да стигнеме до местото на настанот, а за оние кои што ни доаѓаат од страна имаме навистина во околината неколку паркинзи, односно кај гимназијата, кај поранешниот диспанзер, кого и да го прашаат, ќе ги насочи каде може да се паркираат. Навистина ќе има каде да ги сместиме сите во однос на сместувачките капацитети. Имаме и во градот неколку хотели и сместувачки капацитети, секако на Велешко езеро, мотели кои што можат да ги задоволат потребите на добронамерниците кои што ќе ни дојдат. Александра, кога си веќе овде, сакав малце да те искористам за една тема која што имавме пред некој ден и со гледачите, а и често пати и да не е поставена, се коментира тоа е во однос на тоа треба ли општините да одвојат средства за разни прослави, односно дали е тоа фрлање на пари или пак напротив нешто што му е неопходно да се разубави градот, да се развеселиме сите ние. Горе-долу заклучокот е сите смета дека треба на некој начин и да се обележи, и да се накити, и да се прослави, но сето тоа да биде скромно. Како одлучувате вие во општина Велес, да речеме, колку од буџетот ќе се одвои за вакви прослави, манифестации? Така, да, искрено, нели,
И јас сметам дека треба да има се. Од инфраструктура па се до ваков вид на забавни Ги видовме настани. насмејани лицата, така, Така, да. затоа што квалитетот на животот не се состои само во инфраструктурата, туку и во она што имаме да го видиме, да го посетиме и да не исполни внатрешно и да се дружиме и социализираме на крајот од денот. Мислам дека после ковидот многу ни требаше на сите да се вратиме во таков некој убав весел дух. Така што да, и тоа како се потребни ваков вид на настани, меѓутоа согласно со можностите на општината. Општина Велес навистина е стабилна во овој поглед и со одговорно и домаќинско планирање може да има за сите потреби на граѓаните. Така што навистина немаме проблем за обезбедување на буџет, секако се држиме во рамките на онаа рамка која што ќе поставиме, правиме ајде да кажем, истражување на пазарот, да видиме колку средства ни се потребни за реализација на ваков вид на настан, а многу често знаеме да организираме настан буквално со многу малку средства, односно со лични контакти, со пријатели, со познаници, со компании кои што локални кои што не подржуваат. И сето тоа придонесува не само за доброто расположение, туку придонесува и за локалните бизниси, затоа што сите оние кои што ќе дојдат... Колку живнуваат тие, колку им се исплатливи и потребни вакви настани? Така, еве веќе ги спомнавме локалните ракотворци кои што нели немаат продавници или продаваат само онлайн, на вакви настани. Немаат каде да изложат освен ако така, на вакви настани имаат простор да се представат себе си, нивната работа и да ги запознаат не само велешани, туку и македонци, сите македонци што ќе дојдат или дури и посетителите од страна, бидејќи празниците се денови кога често имаме нели гости од страна, не само ракотворците, туку и локалните бизниси. Секој еден кој ќе дојде ќе купи пијалок или храна од тука или ќе прошета во некоја локална продавница, ќе си купи сувенир или што и да е она кое што нели ќе му го привлече вниманието, така што и ќе преспие да речеме така. Да, и сместувачките капацитети, секој еден ќе има некаков бенефит и има од ваков настан. Така што општината реално како општина не се збогатува, напротив, нели? Но овозможува така, меѓутоа помага за развој на локалната економија и секако за доброто расположение на сите граѓани. И уште еден момент исто што често пати се коментира, мислам дека и утрово една гледачка го искоментира тоа. Некои сметаат дека подобро е тие средства да се наменат за ранливите категории. Но дали тоа едното го исклучува другото или пак може да се има и за едното и за другото, односно колку општина Велес себе да речеме особено при вакви празници па и во текот на целата година и на кој начин се грижи за оние на кои што им е тоа најпотребно. Апсолутно едното не го исклучува другото, како што споменав и пред малку, со доброто и домаќинско и одговорно планирање навистина може да има доволно за се. Не само сега за празниците, туку и во текот на целата година ние имаме програми преку кои што ги подржуваме тие здруженија на лица или пак не знам други организации кои што работат со вакви лица, така што навистина не е причина да не правиме, не знам, новогодишен настан за да ги поддржиме нив или обратно, дополнително што повторно и сега за празниците нема да бидат заборавени, како што не се никоја година, градоначалникот ќе ги посети, ќе ги израдува сите тие, така што навистина секој заслужува празнична магија и социјално загрозените лица, меѓутоа и сите останати граѓани. Александра, многу ти благодарам на ова твое гостување. За крај, ајде уште еднаш со твои зборови да ги поканиш гледачите, нашите гледачи на овој Винтерфест. Така, навистина ви благодарам и вас да можеме да ја представиме програмата детално, секако и таа е објавена за оние кои што не успеа да слушнат се. Ги поканувам сите велешани, меѓутоа и од другите гради од Македонија да дојдете, да не посетите, да уживате, да се забавуваме заедно и навистина да ја почувствуваме празничната магија на најубавата новогодишна бајка во Велес. Ти благодарам и да ти кажам, нема зошто да не појдеме, така? Точно така, да. Ова беше Александра од општина Велес.